Благодарам на огромното присуство и поддршката на самиот настан. Овој настан ми буди едно дежаву, кога отидов да сменам колешка на предавање и беа изненадени и исто беше посетен настанот. Обично предавањата не се. Има, значи, тука нешто, можеби до местото е, можеби до самиот серијал, до организаторите. Не верувам дека до мене, можеби темата ви е интересна. А ете, на факултет со некој од вас се знаеме од можеби и не толку интересни теми, не дај Боже калкулус да сум ви држал. Така што, мило ми е што дојдовте. Јас спремав, ете, Бранко ме праша кога најде време за ова, па не најдов време, ќе видите последовите. Некои работи се спремни, конкретно овој кейс стади за кој што треба да зборувам, за него можеби најмалку имам спремено, но мислам дека имаме интерактивна, интересна и спонтанна дискусија во врска со тоа. И очекувам во таа дискусија да се вклучите и вие. Предпоставам повеќе од вас имаат работено на различни проекти поврзани со оваа проблематика, така што би сакало ова да биде поинтерактивна размена на идеи и искуства. Бидејќи секако ова е нова технологија, нов пристап на работа, така што секојдневно се менуваат работите. Сега за самиот наслов и всушност како дојдовме до настанот, освен факултетската работа во фирмата Magix работиме вакви проекти кои што се data driven, главен фокус ни е на data engineering, па затоа и мораше да вметнам data engineering во самиот наслов. Меѓу другото, употребуваме генеративна вештачка интелигенција, machine learning и слично за различни клиенти од различни индустрии. Малку луѓе сме, некои од нив ги знаете и се тука. 15 со се консултанти, работиме на вакви проекти, за жал понекогаш или за среќа мораме да ги интегрираме нив и во одредени веб страни и слично, па за тој дел имаме екстерна помош, така што нашата експертиза е генерално во овие области. Сега Magix AI од 2018, сега кога кажам на некој Magix AI, AI како и сите други, па ние работевме AI-ете од поодамна, уште пред да биде фирмата со некои од колегите. И сега, што сакам да покажеме со денешната презентација, да илустрирам некои предизвици од интегрирањето на RAG системи во реални околини и да ја напоменам важноста на data engineering-от и на data платформите во нив и како овозможуваат некои проблеми да бидат решени. И ќе тргнам од една генеричка архитектура. Ова некои кои имаат овој слайд конкретно и на мастер го имам дискутирано, нема да навлегувам многу детали. Ова е некоја генеричка архитектура и тргнувам од неа за да го видиме контрастот како изгледаат RAG системите и што врска има ова со тоа. Обично имаме некои source системи, имаме некој процес на трансформација, ingestion, трансформација, сервирање, и имаме различни примени. Најчесто кога се зборува за data engineering, првото нешто што иде на уме е некаква аналитика, некакви агрегации, па после тоа некаков machine learning, што може да биде и посебен процес, и тој reverse ETL, кај што некои од овие работи кои што се isпроцесирани може пак да се вратат во некој друг оперативен систем. Самата платформа има едно чудо, други предизвици. Самите вакви платформи, не е ова конкретна имплементација, поврзани со безбедност, со менаџирање на податоци, со операционализирање ова низ различни околини, како да бидат конкретните архитектури, оркестрирање на овие процеси, и многу процеси има, зависност од сложеноста на изворните системи и така натаму. И сега еве некоја малку почиста слика. Ова е позајмена од Databricks и ја следи медалион на архитектурата, која што е представена практично применета во Databricks како референтна архитектура. И повторно овде имаме некои изворни системи од batch, од стриминг и поминуваат низ процес на првично преземање на тие податоци,
потоа нивно прочистување со различни предизвици од датасет до датасет. Silver зоната станува зона како single source of truth, кај што се интегрирани сите работи, понатаму за различни потреби се сервира во Gold зоната и, како што кажав, типично се мисли, кога се разгледуваат вакви архитектури, не идат на ум агрегации, data marts, data warehouses, евентуално поново време и data vault и така натаму. И некои од тие агрегации може да представуваат одреден, например, feature extraction процес, за кој понатаму ќе биде искористен за некои machine learning модели. И обично овде, ваквиот ML, обично подразбира некој потрадиционален пристап, кој што не вклучува LLM-и. Не секојаш, ама ете, генерално така. И сега, ова имајќи го некаква ваква архитектура, доаѓаме до нешто сосема различно. Оваа слика исто позајмена од негде од интернет, но процесот не сум сигурен колку сите го знаат, ќе го повторам, но овде е прилично поедноставено целата проблематика. Значи имаме некој корисничко прашање, тоа прашање обично се ембедира во векторски формат за да може да се најде после тоа сличност со одредени документи. И таа векторска репрезентација потоа обично користи некаква векторска база на податоци, која возможува брза споредба на корисничкото прашање, обично во текстуален формат. Сега нели имаме и други типови, но и тие би се ембедирале повторно во некој векторски формат. И откога ќе најдеме некои слични документи, се земаат тие најсличните. И сега самото корисничко прашање, поврзано со помош на него сме добиле некои документи кои сметаме дека се релевантни и тие документи треба да помогнат во одговорањето на прашањето. Значи, првиот дел е наоѓањето на самите документи кои што ни се важни, а вториот дел е со помош на LLM-от да ги isпроцесира тие документи и корисничкото прашање и да резонира и да ни даде некаков одговор. И сега, обично ние користиме како обични корисници, например, ChatGPT, овој вториот дел ние него не гледаме, проследуваме корисничко прашање и од тоа знаење кое што е ембедирано во LLM-от, директно добиваме одговор. Така? Тоа е основното флоу. Сега ова овозможува да искористиме, да додадеме дополнително знаење кое што го нема во самиот LLM, а постои во самата организација и сакаме тоа да биде искористено за давање одговори на нашите прашања. Сега ова прилично, барем на прв поглед, изгледа сосема неповрзано со ова претходното што зборував. Сега, оваа рак архитектура, да пробаме да ја ставиме малце во еден секвенцен диаграм и оваа слика позајмена од NVIDIA и да видиме како изгледа ова. Сега, таа векторска база, всушност е таму некаде веќе представена, имаме некој изворен систем во кој имаме разноразни документи, PDF-и, Word документи, слики, документации, може да бидат аналитички податоци во некои релациони табели и така натаму. И сега овде ќе видите некои сликички кои што се поврзани со конкретни технологии, што во принцип игнорирајте ги, не е ни важно во која технологија се имплементирани. Имаме некој процес на предпроцесирање на чистење, евентуално можеби делење на овие документи, например може да проследите вие цела книга како PDF документ кој што може да има 1000 страници. И обично и таа се расцепкува на помали документи и потоа се ембедираат тие, па така ембедирани завршуваат во некоја векторска база. И сега, од кога ќе завршат во таа векторска база, означува процес на вчитување е еден дел и може да работи, условно кажем, во некој офлайн мод и до овој момент не ни гајле кој корисник што ќе прашува. Мислам, треба да ни биде евентуално гајле, ама од процес на data flow, така би било. Што и како ќе се користи, може би ќе влијае на процесот на предпроцесирање, на сецкање на документите и така натаму. При изборот, може би, на embedding моделот
И така, сега кога ќе дојде ново корисничко прашање, ете преку некаква веб апликација, преку некој чатбот, тоа прашање исто се ембедира и тој процес што претходно го објаснував, наоѓа соодветни документи, со можеби дополнително тюнирање на промптот и корисничкото прашање, се добиваат некои релевантни документи и LLM-от произведува одговори. Сега ова кога го објаснувам на колеги инженери со поголемо искуство, кај што можеби немаат многу искуство со машинско учење, LLM и слично, овој дел им го објаснувам као, окей, LLM-от е black box и тој знае англиски, знае убаво да одговара на прашања, но не знае, нема доменско знаење. И сега овој другиот процес ни помаѓа за да го извлечеме тоа доменско знаење, што и да биле документите што одредена корпорација ги има, и само убаво да го сервира, да не биде квери до база, ви дава нешто или отвара одреден документ, ама тоа треба да одговори баш на вашето прашање, не само да ја најде страницата кај што нешто се спомнува од вашето прашање. И ете во оваа приказна тоа го прави LLM-от. Сега, оваа слика се уште е различна од таа претходната што ја покажав со дејта платформи, со слично. Но можеби малце веќе се надзира дека овде сепак постои некој процес на трансформација. Овде каде се може да постојат овие документи, може да имаме многу голема словена и многу голема разноврсност. И ова само предпроцесирање може да биде прилично захтевен процес и во принцип тие се тие аспекти за кои што сакам да зборувам денес малку повеќе, бидејќи овој другиот дел, ете во неколку комерцијални проекти на кои што сме работеле со LLM-и, овде и овој другиот дел нема многу работа. LLM-от имате API. Ако е некој од овие кои што се хостирани на клауд. Ако локално го хостирате, пак open source, ако се поизмачите да го кренете, да сте сигурни дека виртуелната машина има доволно GPU меморија и слично, и ако ќе проработи, таму ретко кој тюнира, и пак останува најголем дел од работата, околу 70% на овој процес да ги соберете податоците до таму. Нормално пак треба да имате веб апликација, можеби мобилна апликација, не знам како ќе сервирате тоа. Тоа пак си подразбира свој дејта, свој software engineering effort и DevOps активности и слично, но тој некако го и очекуваме. Ама овој првиот дел го малце од моје искуство се подзаборава дори и во самата естимација на овие проекти. И затоа еве сега сакам да ги напомнам следниве типови на барања кои може да се сретнат од проект до проект. Например, едниот е од чисто техничка природа, дека податоците може да доаѓаат од различни системи. Некои од нив доаѓаат со API. Па тие API, бидејќи се можеби до интернет системи, можеби до надворешни системи, но обично API над кои немаме контрол, односно ги конзумираме as is и пробуваме да ги и може да станат недостапни во одреден момент. Можеби ќе не блокираат ако поставуваме премногу прашања. Може да имаме друг извор на податоци кој што е база, па таму треба да пишуваме можеби некој SQL за да добиеме некакви информации. И сите овие системи исто може да имаат различна доцнење, може да имаат различни безбедносни конфигурации, и ако се обидуваме во процесот на земање на податоци за да ги ембедираме и да стигнат до некаква векторска база, овде може прилично повеќе предизвици да се соочиме додека се користи чатботот. А тоа би било и транспарентно, односно видливо, тие проблеми би биле и презентирани, односно би се соочил и крајниот корисник, и целта е тоа да го надминеме.
Друго нешто што во пракса се случува и тие што работат data engineering, ова би требало да биде нешто кое што го очекуваат, дека изворите, дури да се ваши интерни, може да си ја сменат шемата, да додадат нови колони, може да ги сменат типот на податоците и така натаму, и затоа не се должни да не известат нас како конзумери на тие податоци, особено што развиваме ние некоја даунстрим апликација, не е тоа главното флоу. Например, некој развива оперативен систем, не знам, за тикет менеджмент. Не, замислете Jira дека има. Jira ќе си менува што си сака, таму не се должни нас да ни кажат дека ние случајно ни текнало дека од Jira треба да земаме податоци и да ги интегрираме во некој чатбот. Значи тоа се и соодветно нови дел од сликава, само сакам да подсетам дека некои од нив можеби ќе ни ги праќаат податоците кои има промени, можеби ќе ни ги праќаат само делтите, односно сменетите податоци и новите, можеби ќе ни ги даваат сите податоци, цело време ќе прават дамп, односно full експорт. Можеби ние ќе треба да си ги земаме од таму и да пак истите прашања, ај дајте ни ги овие податоци, дајте ги сите, дајте ги само овие и така натаму. Или може да биде малце по-кооперативно, да прашаме дали има промени, па после тоа да ги земеме. И тоа е еден аспект, значи, од разноликоста на податоците кои што доаѓаат, и врз основа на тоа имаме различни механизми на пристап и на преземање на тие податоци, и после тоа се наметнува и потреба различно да ги предпроцесираме тие податоци пред воопшто да може да ги користи LLM-от. Дополнително што може да се случи е да треба да направиме некое предфилтрирање пред воопшто да искористиме LLM. Например, корисникот може експлицитно да каже, имавме такво сценарио, кај што од податоците имавме на следниве слайдови, ќе го објаснам по-детално тој use case, кај што има повеќе извори, корисникот вика дај ми врз основа на податоците во Jira или во Confluence и понатаму прашањето тече. И сега ние мораме ова да го направиме филтрирање пред воопшто да направиме векторски search, затоа што векторскиот search ќе ги најде најсличните документи, обично не грижејќи се дали доаѓаат од ваму или од таму. И ние ако го правиме ова филтрирање откако ќе ги добиеме најсличните документи, можеби некои други документи ќе доминираат во векторската сличност и ќе ги изгубиме тие што навистина ни требале од некој си извор, ете Jira, например. Така што тие барања дополнително го усложнуваат флоуто кој што го видовме на претходниот диаграм. Или често ова го нарекувам предфилтрирање и постпроцесирање, па друг процес, иако тоа зависи од кај гледате. Може да го третирате како препроцесинг од аспект на LLM-от и векторскиот индекс, но е постпроцесирање во смисла откако ќе се земат податоците од изворот, ние треба да ги дополнително isпроцесираме и да генерираме нови податоци кои ќе му ги дадеме на векторскиот на вектор сторот како дополнително соџвакани податоци. Ќе ви раскажам преку едно прашање, ќе ви стане јасно зашто зборувам. Сега дополнително кои се предизвици може да се соочиме? Прво да е скапо да се обраќаме цело време до изворот, тоа веќе го дискутирав за екстерните извори. Дополнителен јас не би го рекол предизвик или проблем, но факт дека цело време технологијата се менува и за LLM, и за векторски бази, API, нивни можности и слично, и тоа треба да го прифатиме како opportunity, а не како challenge, односно треба да архитектурата да ни е дизајнирана соодветно, да може ова да го реиндексираме. Например, се сменила, има подобар нов ембединг, да може ова да го брзо isпроцесираме со друг ембединг или со друг LLM да ги користиме документите, и треба системот да е модуларен, што ќе овозможува лесни апгрейди на нови системи, да не направиме локин на нешто што буквално секоја недела излегуваат нови работи. И сега ова го споменувам, бидејќи тоа ме води кон процесот на повторно вчитување и реиндексирање на податоците.
Ако секој се обраќаме до изворните системи, ќе речат што направивте. Буквално денес имавме ситуација, не за LLM, за друга природа, 70 гигабајти си симнал некои податоци, затоа што треба да ги вчита. И тоа буквално на мрежно ниво, а и на безбедностно ниво станува предизвик, ако треба толку податоци често да ги менуваме, затоа што ние да ги вчитуваме, затоа што на нас ни текнало да смениме ембединг. И заради тоа, подобро е тие податоци кои што веќе сме ги земале еднаш од некој изворен систем, да ги имаме некаде, кај што нема да направиме таков outbound трафик во некој случај и воопшто стрес на изворни системи на кои има и други корисници. Се дополнителни предизвици кои влијаат па на други компоненти, кај што имаме многу слични документи, а тие се индексирани во векторски стор, па овде може да се случат по случаен избор да добиеме некој од нив. Не можеме 1000 документи да му кажеме на LLM да ги земе во предвид при генерирањето на одговорот, ќе има и многу халуцинации, не е ефикасно и така натаму. Дополнително ете во некои use case има специфични информации кои лошо се ембедираат. Сега да се навратам, ембедирањето нели беше процес кај што некаков документ, слика, текст го претвара во векторска репрезентација. И сега тоа е во ред кога имаме текст на англиски, па и на македонски и горе-долу се повторуваат тие работи, ќе има некаква репрезентација. Исто и за сликите. Меѓутоа, ќе сретнете нешто многу специфично. Погледне некој GUID. Така, GUID-ите секој е сам за себе, рандом процес на генерирање. Или имате некој вакво ID. И тоа би било илузорно да помислиме дека некој ембединг баш убаво ќе фате овај GUID и ако јас после поставам прашање дај ми повеќе информации за инцидентот со ова ID, дека баш ќе го најде тој инцидент при векторското пребарување. Ова е многу лесно во релационна база да побарате select star from incidents where incident ID еднакво нова. Така? Ова е EquiJoin и многу брзо ќе го... Не е ни EquiJoin, equality и со соодветен обичен индекс, ова е операција во милисекунди. Додека за векторски индекс вакво пребарување е многу тешко, бидејќи ова ID не знае да го ембедира. Нормално ова не е requirement во сите системи. Јас сега нафрлам работи кои што сме ги сретнале во различни проблеми. Ова ID-овие formatting requirements, тоа се до самиот LLM и обично стануваат добри во тоа. За multi-language support тука исто имаме некои предизвици. Например, самиот, ChatGPT со поновите верзии, горе-долу добро генерира текст, добро разбира текст, напишан на различни јазици, во едниот use case за кој што ќе зборувам на македонски, но проблематично е резонирањето на други јазици. Едно е да го генерира текстот, друго е да го анализира и да го претвори во некоја интерна репрезентација и после да разсудува логички со некој or, and и така натаму логички изрази, кај што треба да провери нешто и уште нешто, па да ги спои за да донесе конечен заклучок. И исто ова е поврзано со ембединзите и со retrieval процесот, ако имаме од различни документи, од различни извори кои можеби доминираат. Предизвици со самиот процес на ембедирање има, иако веќе има многу лоудери во LangChain, например, за различни документи. Овде сакам да ги издвојам посебно Excel и табуларните документи. Например, ние имавме едни документи кои што си има формулари firewall request. И тој формулар си има некоја си форма кој Excel файл е и 99% од документите го следат истиот шаблон, освен таму некоја си IP адреса и некоја си порта и реквестер во целиот формулар кој што се различен од еден до друг реквест.
Или кај табуларните податоци се случувајте, земате од релациона база, добивате некаков ред или редици со можеби десетици колони и треба сега одговор од тоа да се генерира, па кај нив можеби треба да се направи некоја по-кастомизирана функција на процесирање и трансформација за да се извадат соодветните работи, може се и се што да има. И нормално има и други типови на предизвици кои што се поврзани со метрики, што колку се користи, колку се поставува одредени прашања за да дадат одреден фидбек луп на задоволство, незадоволство и генерална валидација, бидејќи сега ние во процесот на дизајнирање правиме best guess, така одбираме технологија, одбираме процес, слично кој што мислиме дека е најсоодветен, но на крај ни фали тој фидбек луп и овој цел процес ние на нас unsupervised и ова е исто важен аспект кој треба да се собира. Значи не толку заради кои се прашања се поставуваат, иако и тоа е сосема валиден use case, но и од задоволството од нашите одговори. И овој tough question ние впрочем и го имавме, например колку P1 или P2 инциденти имавме во август 2024. Сега замислете, вие сте имале некоја релациона база кај што има инциденти и за секој инцидент вие една редица во таа база, има десетици колони, едно од нив е левел, P1, P2, P3, P4 и така натаму. Друг период е можеби submit date кај што ете има некој timestamp. И сега може да има неколку вакви инциденти, може да има и стотици или илјадници. И ова прашање, ако требаше некој во SQL да го напише, имајќи пристап до таа табела, ќе знаевте ли да го напишете? Така, select count звезда from таа и таа табела, со филтрите од оздола и ќе си го пресметате, ова е лесно. Ама на LLM-от, ако му кажете, дај ми инцидент со левел P1, најверојатно вектор индексот ќе најде таков. Може би ќе најде 2-3, може би 10, може би 20. Ама точно да ги преброи колку такви инциденти има, веќе е сосем друг тип на прашање. И таа информација не е ембедирана во векторскиот индекс и не може соодветно добро да одговори, или ќе халуцинира, или ќе дава погрешни информации. Или може во best case ќе рече не знам ова да го одговорам. Ја сваќате тежината на ова прашање? И заради тоа имав споменато таму еден процес на постпроцесирање кај што ако баш вакви типови на прашања ни се потребни да ги одговара чатботот, тогаш треба соодветно и да му ги дадеме тие податоци. И тоа пак на различни начини може да биде направено, ама еден од тие начини е да пресметаме одредени агрегации кои што може би се чести прашања и ова соодветно нели си повлекува соодветен requirements gathering процес, какви се типови на прашања ги интересираат луѓето, за тоа да им се пресмета однапред и едноставно да има документ кај што дава одговор на баш на ова прашање. Може би тој документ ќе има и повеќе информации внатре, пак нешто ќе се доисфилтрира, ама ме сваќате, ова би требало да има агрегација на различни нивоа, која би можеле само ние да ја земеме како нешто готово сервирано, а не да се пресметува on the fly како што доаѓа корисничкото прашање. Само да стане процес на ретривинг. Така што, имајќи ги во предвид сите овие предизвици, барања и слично, ова што го видовме и многу прашалници околу него се појавуваат. Едново е, овој процес станува многу посложен и тој процесот со векторскава база може ќе стане корисна за некои типови на прашања и сосема безкорисна за некои други типови на прашања. И еве сега ќе ви раскажам еден use case, ова е за еден чатбот на кој работев со некои од колегите, еден од нив е тука, Димитар, за еден телеком. Сега малце се сменет и може би изворите, беа, овде не се гледа едниот, SharePoint беше, мислам, тука стане добро, а не, SharePoint е погоре, не е ни битно.
Има релациони бази. Во тие релациони бази има некои информации како ете инцидентиве што ги спомнував. Има Confluence на кој што има мултимедијални податоци, така, слики, диаграми, HTML и што уште не. И може има и линкови до subpages, може да има placeholder page кај што има само линкови до subpages. И сваќа тоа веќе става многу посложено, или attachment има, може Word документ да има, или Excel, или шо и да е, PDF attachment. Самиот Jira. Jira, ете, како сите сте користили Jira или нешто слично, имате user story или тикет, па на него, тоа ако го третираме како еден ред од некоја си база, за него може да има повеќе worklogs, за него може да има повеќе коментари, може да има повеќе линкови со други документи. И сега, ако поставуваме ние прашање за нешто што е одговорено на некој Jira тикет или е логирано, всушност не сме баш сигурни дали е во тој тикет или во некој друг related record. Може би од истата табела, може би од друга табела како коментари и слично. И сваќето ова цело треба некако да го isпроцесираме пред воопшто да го индексираме во некаков вектор стор. И конкретно еве сега ова беше на GCP целиот проект и затоа такви иконки има, но тоа нека не биде многу важен аспект. И сега од некој од овие се земаат со API податоци, некои со JDBC конекции, што знам што уште не. И пак може да биде скеджулирано, може тие да не повикуваат кога имаат нешто ново да ни дадат. И ете, во случајов некои ламди функции имавме за вчитување на овие податоци. Сега заради нивната разноликост, овој процес ние го расцепкавме всушност на неколку. И сега тоа што на почеток претходно изгледаа сосема неповрзани тие bronze, silver, gold зоните, овде иако со поинаква намена, не е таква примарна аналитичка намена, повторно се појавуваат како зони. Сега ќе ви го раскажам use case-от. Ме приметија дека се гушам. Значи, едниот дел беше, да, стандардизација, прочистување, нормализирање, string aggregation, ако сакате, за вакви некои поврзани работи. И ете, окей, тоа доаѓа во некои од тие работи, може би на cloud storage повторно, некој може би во некоја релацион овде Firebase користевме, но генерално може да биде што и да е. И се дополнително ете тие агрегациите што ви кажував за таквите чудни типови на прашања, мораше однапред да бидат пресметани со некој покласичен процес на агрегација и после тоа да станат достапни за векторизација. И сега ако се подсетиме на таа примарна намена што беше на различниве зони, тоа еве де факто го постигнуваме и кај што примарниот use case е чатбот за вработени. Така што имајќи го сето ова, гледате, овој дел до тука зависи од самиве податоци, како доаѓаат и од изворните системи. И овде не мора многу да се грижиме, ако случајно испаднал понов LLM, дали имаме DeepSeek или не знам што. Или е испаднал подобар алгоритам за ембедирање. Овие работи ние сме си ги донели до тука, си се обраќаме до изворот да ни дава само нови работи и ако случајно треба да го реиндексираме, тргнуваме од оваа зона натаму. И тоа е ете убавината што овде малце повеќе сме потрошили engineering effort на интегрирањето на податоците, и овие веќе системот станува модуларен. И ние ете во конкретниот проект неколку пати сменивме векторска база, користевме Milvus, Quadrant, на крај отиде ова во Google. После тоа исто користевме предел Lama, користевме што користевме, Димитар?
Mistral користевме и можеше во секој момент да премине и во чатбот, во чат GPT да се користи во некој од тие модели. Во принцип, овој дел веќе ни овозможува ефикасно земање на тие документи, ова ни овозможува добивање на подобри одговори. И конкретно ето во нашиот кейс, ламата даваше подобри одговори, подобро форматирање и слично во однос на Мистрал. Од оваа страна, окей, имаме некој чатбот клиент, во случај во Teams беше интегрирано цело во ова. И уште еден аспект што сакам да го спомнам тука, пак наивниот пристап е, се обраќаме до вектор индексот, ни дава нешто и го обработува тоа и после се играме со similarity, со колку документи да бидат ретривнати слично. Но за тој тип на прашање кај што детектираме дека има ID во прашањето и ID-то е во можеби некој специфичен формат како GUID. Со најобичен регекс лесно ќе препознаете дека нешто е GUID. Така? И ова е многу брзо. Ако детектираме такво нешто, тогаш можеме ние директно да се обратиме, значи не мора да вектор индексот да бара слични, па да се надеваме, да стискаме палци дека ќе го погоди документот што ни треба. Можеме за такви работи директно да се обратиме до некаква релациона база кај што лесно, оваа операција е многу лесна и многу прецизна, а додека за други работи, општи прашања, слободно, нека си го ембедира и прашањето и соодветно нека си најде сличен индекс, во вектор индекс од слични документи и нека ни даде одговор. И ова сега, од кога ви го веќе раскажав и ви спомнав за овој use case кај што имавме чатбот за внатрешно за вработени, пред се опс вработени. И ете некои типови на прашања и ова беше, ете да го сега пред вас може вака да го кажам, ако беа бизнес people немаше да треба вака да го кажеме. Ова беше некој fancy search на крајот на денот. Така, пребаруваме free text. Затоа што, зошто, ете, прашањето е дали имаше некој инцидент со одреден опис и ете, во случај враќа и ни дава референци до конкретните тикети кои што требало да бидат разрешени и ете, можеби, во зависност колку бил прецизен нашето прашање, нашло ни враќа некој одговор и ете овде останува дополнителен предизвик дали е добар одговорот. Самата евалуација на ова дали е добар одговорот или не е процес сам по себе и многу е незгодно да се дефинира објективна метрика за вакво нешто. Ти може да биде дали одговорот е горе-долу добар, дали е комплетен, дали ги опфаќа сите инциденти и сега може би некој од овие некои личат слични, ама сепак не се поврзани и така натаму. Но еве сега имаме друг тип на прашање кај што има конкретно инцидент ID. За ова веќе не се користеше вектор search, туку директно до база се обраќаше, бидејќи препознало дека инцидентот е во бројчето во одреден формат и овде веќе многу добри одговори дава, затоа што веднаш ги добиваме сите информации и LLM-от само треба да го прераскаже ова. После тоа, еве некој сличен, кај отидов? Ете слично прашање, статусот на одреден тикет, приоритет, тие работи добро ги одговараше. Или како се линкувани одредени информатни тикети и така натаму. Сега последново е пак сличен тип на прашање, кај што по ID се препознава нешто и се нашол некој тикет. Сега веќе кај Confluence станува малце по-незгодно и во нашиот use case што беше уште дополнително незгодно, тоа што освен Confluence како таков документ тип на free text документ тип на извор, имавме и SharePoint, на кој што имаше
документи изнаставано, не знам, овде ако прашањето е поврзано со вакво, како можам да ги рефреширам микросервиси во OpenShift. И па некој случајно на SharePoint си ставил книга за администрација на OpenShift. И таа книга има 1000 страници. И овие зборчиња што во прашањево ги поставуваме на 50 места во таа книга се наоѓаат, и таа книга станува многу подоминантен извор на податоци отколку некој Confluence page кај што има опис за конкретниот деплојмент во конкретна фирма, така за конкретна инфраструктура, за конкретна околина. И тој бајас во доминирањето на одредени извори станува веќе незгоден. И од ова па се наметна прашањето експлицитно да прашаме based on the documentation in Confluence и натаму. И тогаш веќе не идовме на проблемот, кој ви кажа, вектор индексот ќе најде најслични пример 10 страници, ама тие 10 документи во вектор индексот веќе се е документи и тие 10 документи се погодило да бидат сегменти од таа книгата, а не од Confluence page. И ете, ние можеме отпосле да филтрираме со поодредени метадейта колони од тие 10 најслични, да ги сврлиме тие според одреден параметар, но ако направиме отпосле, веќе сме ги изфилтрирале, првично филтрирање и ова дофилтрирање. А што ако сакаме обратно, прво да направиме филтрирање по одредени метадейта, па после тоа да ги земеме најсличните од тој извор, веќе станува малце по-проблематично. И ова пак е веќе застарено. Проектов заврши пред неколку месеци, така што можеби сега има, и стојам тука да ме исправите, можеби има и векторски бази кои што овозможуваат пребарување некој хибридно и по едни параметри да барат ефикасно и по други параметри. И ете овде одговараше со одредени прашања, со некој маркдаун кај што пофино изгледа одговорите, така натаму. Добро. И уште еден предизвик. Што ако ете поставиме прашање во кое се наведени повеќе работи? И овде веќе пак треба да се доработи тој ретриверот што се обраќа до, во нашиот случај, до релациона база, затоа што веќе кверито не е where incident number equals, тоа туку е во некоја листа. И така, веќе малце се комплицира и тој флоу на ретриверот. Треба да ги препознаеме сите, па да се сите постават во тоа, и ете како што векторска база дава повеќе слични, повеќе related документи за конкретното прашање, така и обична база може да даде повеќе документи поврзани со тоа прашање и повторно да му дозволиме на LLM-от да ги обработи, да ни генерира соодветни одговори. Така што, пред да продолжам со другиот use case, дали нешто за овој сакате да зборнеме или на крај да, ово за 10 на минути ќе раскажем и другиот, па ќе се навратиме на прашање. Сега, овој use case всушност беше и тизерот во насловот на предавањето и е интересен од неколку аспекти. Првиот аспект, и тоа е доброто нешто, што имавме на системот за јавни набавки над 100.000 документи од претходни јавни набавки, од кои може да се учи. И генерално нели сите сакаме во машин лернинг што е можно повеќе тренинг дејта. И отприлика доброто нешто тука заврши, затоа што после тоа наидоа едно чудо проблеми и некои од колегите кои работеа на тоа се Елена, Никола, Ана работеше еден период на тоа, не знам, уште некој, Христина, се извинувам, Бранко не беше многу исто важен за овој дел од проектот. Овде имаше едно чудо, предизвици и да тргнеме
од најочигледното. Овие беа Word документи. Сите следат некој истерк кој што е регулиран таму со некои закони. Меѓутоа, се за милион различни нешта овие документи и се Word документи со DocX екстензија, со Doc екстензија. И тоа детал, ама многу важен, затоа што сосема различна репрезентација имаат во позадина. Потоа тие документи се категоризирани во сосема различни работи. Може да бидат изградба на патишта, може да биде набавка на компјутерска опрема, може да бидат набавка на услуги за хигиена и така натаму, и соодветно некои од нив може да се подложни на одредени лиценци, други да се подложни на нешто сосема различно, и заради тоа имаше да не речам, да не претерам, 7 нивоа во таа хиерархија по која што се разликуваат. Се делат на услуги, стоки, па износ на набавка и така натаму. И со ова го напоменувам дека сепак, иако имаме 100.000 документи, на крај низ таа хиерархија која ќе се изоди до листот на дрвото, може да се случи да има само неколку документи. И може да се случи ова, бидејќи се собрани податоци, јавни податоци, сепак, бидејќи се кориснички генерирани податоци, некој документов едноставно го прикачил во сосема различна категорија од кој што го очекувате, и така си поминала постапката, и едноставно многу ќе се разликува од другите документи во таа категорија кој што бил прикачен, и соодветно па во некоја категорија едноставно нема документи, затоа што низ системот за јавни набавки едноставно било тешко да го трефне тој што е правил јавната набавка од кој тип. Другиот предизвик е имањето на документи со многу страници. И ова стотици не е претерување, значи ако има техничка спецификација внатре, а треба да има, за некои работи е прилично сложен. Например, набавка на автомобилски делови за цел возен парк. И од таму они ќе ги стават, има 20 различни типови на возила, со сите работи што може да им затребаат во текот на една година да сменат. И ова станува табела со 50 страници само табелата. И сега ова се некои од предизвиците. Другиот дел од предизвиците е тоа што едно од барањата беше да имаме различни чекбокси на проверки на самата јавна набавка, и тие се соодветни за различни типови за различни сегменти од тој големиот документ. Значи нешто се проверува ваму, нешто се проверува долу, не може да биде тоа што е горе да биде долу и обратно. И овде уште веднаш ќе го спомнам дека иако првично ние кога размислуваме на ваков документ, што викаме, ќе си го дадеме на LLM-от, нека си парсира што му треба, нека разбере што му треба, и после тоа ние ќе си поставуваме прашање за него. Во случајов не е апликабл тука, зошто? Затоа што различните сегменти од тој документ прво треба да се препознаат, не можете да му дадете толкав документ. Едно што ќе е скапо, друго е предизвикувачки, од аспект на големина на број на токени, респонсес и слично, да го ова парсирање да го направи LLM-от. И заради тоа, и Петре го заборев, работеше на ова. И Мартин, да, Мартин тука ли? Не е тука. И Андре е тука, и Андре на Кролерот работеше, да. Како и да е, овде, значи не можевме LLM-от за тоа. И пак good old fashion regex и слично да ги препознаеме тие сегменти, да најдеме што кај ни треба, за после тоа да можеме на одредени сегментчиња кои што се многу пократки, по-manageable, да може да користиме LLM за да правим некаков inference. Дополнително имаше барања да се препознае во листата на работи што се бараат, например, од потенцијалниот добитник на тендерот или така наречен економски оператор,
што треба да задоволува. И сега и таму има некои работи кои се пропишани во некои закони, треба да детектираме нови работи. Значи не е само ретривал, кај што за ретривал веќе имаме многу различни методи, кај што треба да најдеме нешто во документот. Сега да најдеме да нема вишок нешто во документот. И тоа е само по себе обратен проблем од овие сите други проблеми на кои што сме навикнати да ги процесираме со рагови. И овој Агли делот, не знам, филмот ми е мене многу омилен, затоа си користам фразите. Агли е некои работи кои што може да бидат подобри, овие се стварно предизвикувачките. Значи тоа што треба да работи на македонски не беше така најстрашен предизвик, но тоа што требаше да резонира и да евалуира, да има од оваа листа на работи 3 задоволено, од 5 да нема вишок и такви некои услови, прво треба да ги евалуирате едно по едно, да ги изрезонира ЛЛМ-от и после да направи логичко исследување и да заклучи дали е нарушено некое правило. И last but not least, Елена, поздрав. Имаме нетехнички корисници кои знаат генеративна вештачка интелигенција и знаат повеќе од вас. И тие корисници си поиграле со ChatGPT. И ова е многу така незгоден циклус на зошто ова зошто е вака? И зошто не е така? И тоа е многу тешко да се објасни и на тие прашања интуитивно доаѓа да објаснете зошто. Например, зошто некој текст со некој текст се слични, ама не се идентични. Добро, ќе користиме некои симиларити за да се провери колку се слични. И сега, окей, симиларити. И сега, што е симиларити? Па, добро, ви доаѓа да објасните векторска сличност, па ако имаш вектори, па косинус ако пресметаш помеѓу нив. И ова е rabbit hole кај што влегувате со нетехнички корисници и е многу предизвикувачки процес. И дополнително сега се наметнува ете како да го евалуираме системот, дури да сме ги надминале многу од овие предизвици, како да ги сега, јас мислам дека нема да можам да ви покажам, затоа што колегите го работеа, јас само им го комплицирав животот. Вака изгледа сајтот, овие се тие 7-те нивоа кај што се бираат различни работи, се прикачува документ и после тоа се процесира документот. И пак флоуто на процесирање ви го кажав, ова е значи нов документ, се расцепкува, се сегментира, ама не како што ќе му текне на LangChain ако му даете да го вчитува, туку ние експлицитно си го сецкаме така како што ни одговара, за да ги најдеме тие релевантни сегменти за одредени типови на проверки. И тоа кога ќе го направиме, после тоа обележува некои работи кои што смета дека се погрешни. И овде дојдовме до ситуација да треба да имплементираме нов модул кој што ќе се практично аудит ќе може да се прави како бил процесот на резонирање и зошто некаков ред флег е подигнат околу цело ово нешто. Така што тој аспект на аудит, што и на explainability станува се по-актуелен и не треба да го забораваме како момент, затоа што од тоа де факто зависи применливоста на овој систем. Обично ние како инженери прекинуваме во моментот кога ќе добиеме респонсот така на прв поглед изгледа добар, но крајниот корисник, ако тоа треба да му помогне во работата, и се расчита во тоа и ќе види дали е добар или не. И сега јас вака ете сега за да тестираме, требаше да се сите овие работи одберат и после тоа
и после тоа да се аплодира конкретен документ, јас се ќе излезам од ова и може, ствари, овде имаме еден сегмент кој што е ископиран. Еве, например, како изгледа само одредено делче од една таква тендерска постапка. И може да го расчитате, и ова е за одредена, значи за таа постапка било сето ова одбрано, поднаставена постапка за одредени за градежни работи, недели со одреден износ и така натаму. И врз основа на тоа, ете се, би требало ние по таа хиерархија да ги најдеме другите слични документи. И сега во целава работа дополнително не можеше да му кажеме само дали ова е добар или лош документ, бидејќи требаше да го реплицира резонирањето на одреден ревизор која би ја испитувал оваа постапка. И заради тоа имавме уште еден дополнителен процес на прво генерирање правила од постоечки постапки, па потоа примена на тие правила за нови постапки, за нови документи. И сега еден од тие промптови, јас ќе го кажам многу напросто, инаку многу посложено изгледа, ама во интерес на времето нема да навлегувам. Од 5 вакви, ако биле или колку и да се сегменти од постапки кои што се низистава оваа хиерархија, најди 5 или 10 правила кои што важат за сите нив. И по предпоставка дека тие постапки штом биле објавени биле добри, дека некој ги проверил и слично, LLM-от треба да препознае такви некои правила. И окей, ќе препознае и ќе рече добро, минимално треба да има еден валјак, максимално 5 валјаци и не знам волку или толку камиони. И сега кога ќе дое нова набавка од овој тип, треба да провери дали во тие интервали на одредените параметри се наоѓаат. Ама сега гледате овие тука Vibro Java. Мислам, кој слушнал за Vibro Java? И прво прашање дали ова воопшто ќе биде добро изанализирано, дали е во некој сленг напишано или на жаргон професионален. Второ, дали воопшто некош ќе биде сретнато, па дали добро ќе бидат изгенерирани тие правила. И овде требаше испадна да додаваме модул на тренер кој што валидира вакви правила и ги прави поопшти, поприменливи. И така, од кога ќе се извалидираат сите овие работи, окей, треба LLM да каже, да, за овие типови на правила немаме нарушување, а овде нарушувањето не го спомнав, всушност не е ова во фаза на евалуација, имате 10 понуди па да видите која од нив е најповолна, туку дали самата формулација на јавната набавка ја прави преспецифична. Например, да биде адресата на фирмата која што ќе ја изведува во радиус од 100 метри од Base 42. Така и ова, кога ќе направите радиус, ќе испадне една фирма дека може да го изведува. И ова е само пример на како се ограничува конкуренција. Или да биде response time 1 сат, а местото кај што се прави е, не знам, за поправка на сервисирање на компјутери, крива паланка, response time, од кај ќе биде 1 сат за во крива паланка? Од крива паланка, така, не може да биде некој од Охрид. И генерално, значи, целата проверка беше во насока да се откријат моменти кои што ограничуваат на одреден начин кој се може да аплицира. Така што, иако начинав повеќе од овие проблеми, нема да навлегувам премногу во самата имплементација на нив и ќе преминам кон општиот заклучок од целава презентација и после ќе преминеме на дискусија. Тоа што сметам дека инженерството на податоци е се уште потребно и тоа одзема нескромни 70% од ефортот во вакви типови на проекти. Така што колку што се динамични сите технологии поврзани со генеративна вештачка интелигенција, овој дел good old fashioned data engineering пак ќе биде потребен и тоа инженерски ефорт не е нешто што само ќе биде решено, можеби ќе биде олеснато, но се уште не е само решено.
И треба да очекуваме дека технологиите се менуваат, системите што ги градиме да бидат модуларни и да ги очекуваме и да ги со нетрпение чекаме таквите промени, бидејќи ќе ни го олеснат и подобрат продуктот што правиме, или ако ништо друго ќе имаме мејнтенанс подобар на тие проекти. Ви благодарам многу на вниманието. Повелете. Фала ви, професор, уште еднаш. Сега, кој е спремен за некое прашање да поставя, се надевам дека ќе има. Ето таму. Благодарам за презентацијата, преубаво беше. Јас имам две прашања. Ајде одиме обратно хронолошки. Прво прашање е во врска со вториот проект. Добро. Со правилава. Ме интересира дали имате корисно нешто како reinforcement learning with human feedback, кај што се најдени правила, му се даваат на некој од ревизорите што е трениран и ќе каже like this, like, ова ми има смисло, ова е премногу конкретно. И второто прашање е за броењето. Ај може ова прво да ти го одговорам? Може, ајде. Ова всушност испадна од баш тоа го имплементиравме. Значи додадовме тип на корисник тренер на кој што системов ги анализира тие документи, ги генерира тие правила. Тренерот ги чита, ги проверува, ги поправа, некој ги брише, некој се окей ги прифаќа as is и дури одлучува дали да ги примени за тоа најниско ниво на хиерархијата, ако овде одредени правила, например, ако се исподберат сите, поедноставена отворена постапка, па работи, градежни, вака така, и сите овие се одберат, може имало 10 или 20 такви постапки. И сега, кога ќе се изгенерираат тие правила, дори и тие одбраните, корисникот можеше да одлучи дали ги применува само кога ова вредноста ни беше потребна за интервал да се одреди, не ни е важно точното бројче. Ти тоа одредува дали од низок или од висок ранг. Како и да е, можеше да одлучи дали за сите градежни работи да го применува или за некое пониско ниво кај што точно е определено типот на постапка. Така што тој тип на reinforcement learning де факто го применивме, инаку не беше возможно, имаше не сеќам, ама над 1000 комбинации на овие категории. Така што и ова е, благодарам на подсетувањето, апел дека ова треба да го третирате како помош и тој reinforcement пристап треба генерално да смете, затоа ви е потребен и аудит и овој reinforcement, ова беше еден начин само во самите одговори и самите правила што ги генерира системот подобрување. Вториот пристап на reinforcement и tuning е од кога почнавме да ги логираме промптовите, одговорите и за истиот документ различни одговори со различни промптови, така што reinforcement и овде имавме во менување, подобрување, расцепкување на тие промптови и генерално ете моја препорака е таму во prompt engineering делот да поставувате едноставни прашања од кои ќе се најде сегментот, кај што лесно се дава одговор да, не или што и да е одговорот, нешто поспецифично ако бараме, и после on top of it, со вака собрани одговорчиња да направите можеби уште или сами некаков, ако е еволуација на логички израз може и сами да направите, или веќе собраните одговори, после уште еднаш да ги пратите во ново прашање до LLM-от. И се повели со... Кул, јако. Прво, тоа е второто прашање во врска со броење. Не разбрав. Проблемот со броење е што самиот ретривал не ги наоѓа документите со P2 индикатор или се најдени сите, ама LLM-от во самиот content generation не брои како треба. Па, прво не сме сигурни дали ќе бидат најдени и има ствари две димензии тука за конкретниот use case тој што го спомнав. Таму имаше на пример 1 милион инциденти. И обични се 5-4, понекогаш се 5-3, значи ако треба 90% се 5-4, 8% се 5-3 и другите 2% се 5-1 и 5-2. И таквите
почестите доминираат генерално многу, може да се слични со некој P1 инцидент, и бидејќи овие се толку многу побројни, во тој вектор search е мачка во вреќе, не сте сигурни што точно ќе најде. Дури да ги најде ако ова го извадите како метадата, пак прво треба да направи retrieve, па после вие да филтрирате дали се P1 или P2. Дури тоа да не беше проблем, ако ние во нашиот случај за надминување на овој проблем одлучивме P3 и P4 бидејќи не беа многу важни, воопшто да ги извадиме од векторска база, да не ни стојат таму и тие да бидат достапни само за ако пратиме конкретно инцидент ID, проверуваме, го наоѓаме во оперативната база, одговараме за него. Ама за P1 и P2 бидејќи беа поважни, не сакавме да ни се мешаат со други, оти често можеше да не ги најде по општ опис на инцидентот, не по ID. И сега се враќаме ето тие 1000 што беа P1 и P2. По 1000, ако опрашаме ова во август 2024, тој дел може би добро ќе офати. Може би P1, P2 ќе офати, ама на крај ќе дојат 34 такви документи. А ние во ретриверот сме ставиле топ 10 да враќа и од нив да ги проба да генерира одговор. И овде не знаете дали ќе се 30, дали ќе бидат 300 и не можете да ги земете сите и пак нема да бидете сигурни дека точен одговор дава. А ако беа, ако знаеме дека секојаш се во топ, дека секојаш земаме 10 документи и одговорот на овие прашања е дека максимум 10 такви ги има, тогаш може би добро ќе ги изброи LLM-от. Океј, супер, разбрав, фала. Фала на прашањето. Да се слуша. Баш интересна презентација и интересни use cases. Сав да прашам дали имавте некаков проблем со брзината на retrieval и дали мислевте за имплементација на кеш систем или нешто слично за пофреквентни квериња или барања? Одлично прашање. За брзината, според мене се уште има простор за подобрување. Конкретно тој едниот кейс со јавни набавки, таму самава конверзија и парсирање на документот од нивната големина е предизвик. И тој предизвик е не поврзан со самиот LLM, бидејќи го правиме надвор од тоа. Така што таму би го оставил тој дел од дискусијата надвор, затоа што потекнува од самата големина и плюс документов ние го добиваме од крајниот корисник. За разлика од use case-от кај што процесираме во data engineering фазата, во офлайн фазата документи, таму и да е подолго можеме да го истрпиме тоа, бидејќи најверојатно во некои off hours се прави. Сега за самиот ретривер за векторскава база, таму се разбира сите механизми на кеширање се добре дојдени. Исто како што во релационите бази би требало да има индекс. Ако очекуваме да пребаруваме по инцидент ID, би требало да ставиме индекс на инцидент колоната за тоа да биде брзо. Ако и тоа не е доволно брзо, може би и тоа треба да се исто кешира. Така што тоа е едниот аспект и вториот аспект е Мистрал и LLM која користевме, Мистралот беше прилично побавен, например. Освен во квалитетот на одговорите што за тој use case имаше недостатоци, беше прилично побавен и со менување таму се намали можеби од 10 секунди response time-от на неколку секунди. Така што ова ме асоцира и на уште еден друг аспект, релевантен и овде, ама релевантен и во општо на секаде. Многу ви е важно логирањето и да секој повик во тој флоу на добивање на одговор, да го логирате и да знаете колку трае и нормално тогаш тргнувате од делот што трае најдолго, пробувате него да го оптимизирате. И понекогаш можеби наивен пристап е окей, бавно е ова, ај ќе сменам LLM-от, ај ќе сменам тоа. Не сте сватили дека уствари моментот што е процесот што е најбавен е можеби пребарување до векторска база.
или ембедирањето на документот. Може би тоа ембедирање треба да биде на GPU, може да биде и на, ако се помали прашањата на user question, ако е, може и со обична ламда функција или со обичен API да на обичен хардвер да биде процесиран. Јасно, благодарам. Благодарам на прашањето. При работа со документи од корисници и од вакви државни институции, често има документи кои што содржат и слики, табели, скенирани документи, така натака. Како со нив се справуваат? Одлично прашање. Ова го имавме за среќа во овие јавни набавки. Тој дел во оваа фаза на проектот не беше релевантно, затоа што тоа би било релевантно можеби во еволуација на понуди, ама во самото поставеност важни беа некои предиспозиции кои необично туку секогаш беа во пишана форма. Меѓутоа, ова беше реален предизвик за податоци, земање од PDF документи, од SharePoint, што ви го кажав примерот, или од Confluence, и таму мислам дека не го решивме целосно. Значи, користевме различни LangChain лоудери за различни типови на документи, па LangChain евентуално ги процесира сликите, па разбира што има таму и слично, но генерално не е, мислам дека таму од кейс до кейс има многу поле за работа. Особено е Confluence, ќе ви го кажам, многу лесно е вие во еден Confluence или во еден Jira тикет да референцирате нешто сосема друго. Од Jira до друг Jira, од Jira до Confluence, па тој Confluence до неколку sub-pages и оди најди му го крајот за да му се даде добар одговор. Да, контекстот е обично битен во сликиве, ама уствари и самите слики треба некако дали да се ембедира, дали да се извади содржината, направивте ли некое такво хендлање? Во случајов само од LangChain, ванила, такво како што беше, и тоа, ако документот кај што процесираме, ако стигнеме до слика, сликата ја даваме со друг лоудер и тоа е тоа. Друго прашање? Здраво. Прво, одлична презентација. Сакав да ве прашам у делот на креирање на embeddings и генерирање на промптови со содржината од embeddings на македонски јазик. Дали приметивте дека има деградирање на квалитетот на одговорите од моделот кога користиме македонски јазик во однос на параграфи што се прикачени како промпт во англиски јазик, поради тоа што моделите обично се тренирани на помал корпус од македонскиот јазик? Да, приметивме, а ова ќе кажам уште една тајна. Иако во одреден момент користевме ембединзи, користевме вектор индекс, на крај го исфрливме, испадна дека не ни треба. И сега како не ни треба? Па не ни треба за тоа што во фазата на тренирање ние веќе имавме одредена категоризација, знаеме точно кои документи врз основа на тие категории ни се релевантни за тренирање. И бидејќи веќе ни беа isпроцесирани тие сегменти, зачувани посебно, не цел документ, туку само сегментите, тие сегменти ги искористивме и ги дававме на LLM-от и веднаш on the fly ни генерираше правила, тие правила се ги чуваме пак во обична база и после тоа корисникот валидираше, тренерот валидираше кои се добри, кои се лоши. А во фаза пак на retrieval, исто и таму, откога свативме дека поважна ни е на нас категоризацијата, а не наоѓањето на други слични такви документи, тогаш го исфрливме векторскиот индекс и остана, бидејќи веќе знаеме во која категорија сме, знаеме кој ми се мене правила за таа категорија од претходни документи изгенерирани и веднаш ги применувавме. Така што за тоа таму со еден прашалник го има вставено векторскиот индекс. Обично нели се тргнува по тој генералниот диаграм, треба векторски индекс и треба после да запрашате дали стварно ми треба. А инаку со самите ембединзи овде ни беа на нас сепак релевантни за евентуално да препознаеме
одредени сличности во правилата со одредени можеби речиња bullet points во документов. Јасно, фала многу. Ништо. Други прашања? Ве чека. Него нешто се изборевме тука, па таман да испадне дискусија, така? Да. Не знам зошто викаат дека нити се интересни предавања, кога ако се вакви. Па не Сука, се непријателска пропаганда е тоа. Па ќе речам калкулус не Не, сте видели. многу ми се допадна затоа што еве како луѓе што во фирма исто практикуваме слични работи, ова веќе не е наив. Неколку пати спомна ванила. Не е ванила, него ова веќе влегува во домен на advanced track. И тоа како? Да. Добро. Што баш ми е мило што те слушнав и научив доста работи, искрено, барем јас и колеги ви исто. Се едно прашање, се малце, можеби не сте се сретнале во тимот со тимот во таква ситуација, цело време зборуваше за Vector Store. Ама Vector Store, никако множина да видиме. Дали дојдовте во некој момент кога во ред Vector Store ми е преголем, Да. и дали сте размислувале да го поделите на 2-3 ликс? Многу битна работа. Многу, ај после јас ќе ти вратам со прашање, ама сега прво да одговорам. За овој use case овде, реално се соочивме со тој предизвика што ви го кажав, прво да идентификуваме од кој извор, прашањето за кој извор се однесува, па после тоа да соодветно да ги најдеме документите од тој извор и да одговориме. И овде, за да го надминеме тој проблем на постпроцесирање, прво да ги, тоа што ви го кажував, дека ако се соберат сите и отпосле ги филтрирате, веќе можеби сте изгубиле некои што не биле во прва во мрежата фатени. И овде го решивме на тој начин што имавме различни vector stores за различни системи. Прво, ако случајно не сме сигурни дали е, ако знаеме од кој вектор store, директно до него се обраќаме. Ако не знаеме, тогаш се обраќавме до сите, па земавме од сите информации. Сега пак и овде е трики дали ќе погодите сличност. Ќе добиете документи, ќе добиете сличност. Сега од едниот индекс имало 1000 документи, другиот имало 1.000.000 документи и сличностите што ќе ги добиете на вашето query со изворот се разликуваат од еден индекс до друг индекс. И тоа е исто проблематичен процес и ова тюнирање ако користите неколку. И во нашиот пример имавме еден кој што ги користи сите, кога не знаеме од кај доаѓа прашањето, и уште неколку специјално дедицирани за различни извори. Но и овде има кетч, конкретно на Google, на Vertex AI, имаше еден месец 8.000 евра пукнавме за тоа што не сме баш внимавале каков е чарджингот позади секој индекс. Ние мислевме ќе е иста инфраструктура, неколку индекси окей, испадна сме напукале повеќе индекси и експлодирала цената. Така што и после тоа можеби квадрант сепак ќе беше подобра опција ако го задржавме. Како и да е, има различни аспекти од сите овие одлуки. Во однос на фреквенција на инициализирање на вектор базата. Значи ние знаеме дата сорсовите се менуваат. Да. Вектор базата не е single source of truth, така не? Така и исто одлично прашање. Да. Дали има некоја, обично ние се адаптираме према use case-от или према клиентот, да речеме такви побарувања. Дали има некоја генерално правило вака, бидејќи не можеме да детектираме и покрај тоа што читаме доста стати, некако различни мислења имаме тука, меѓутоа нема некој најоптимален начин. И ние обично гледаме да го одвоиме тој процес. Некој job, например, реинициализира, во меѓувреме некоја реплика, пример, пингаме и тоа ни се гледа како најефективно, меѓутоа можеби премногу ресурси се трошат тука. Тука се дуплираат практично ресурсите. Еден треба да ти обслужува, другиот да се полни и тоа е предизвик. Ако треба да биде 24/7 available
тогаш очигледно не може да го оставиш ти да реиндексира. Може би некој индекс и да овозможува да се користи додека се реиндексира, ама не сите. И сега за best practice овде не би можел да кажам, освен дека додека индексира, треба да се разграничат можеби use case-ите. Треба да се исто при изборот на индекс треба да се види дали морате вие цел да го индексирате или можеби овде негде кој ќе се веќе пред да ги векторизирате, да ги при следниот лоуд, замислете имате некој batch load од овде навака, сте донеле што е делта, да ги флагирате кои ви се нови или променети документи, евентуално дури ако треба избришени документи да ги флагирате, и тоа може да се направи, ама овој дел, пошто е пред векторизирање, е класичен data engineering effort, како да лоудате нови податоци во warehouse, така, па дали имате deletes, updates, deletes обично нели немаме, ако имаме тогаш е целиот процес малце посложен, но ако веќе детектираме што е сменето или што е само ново, можеби одреден вектор индекс ќе ви дозволи само новото да го вчитате, а не се. Тоа е едниот аспект. А ако веќе имате нешто што е променето, например некој Confluence page се сменил во меѓувреме до утредента, и тоа сакате да оставите таму, пак згодно е, ако може вие да го идентификувате точниот документ кој што е сменет во вектор сторот, да го избришете него и пак да го лоудате. И тоа се зависи од имплементација до имплементација во векторска база. Исто овој процес е малку незгоден. За тоа што имате документ. Вие знаете дека ID-то на тој документ е истиот, например URL-та до некој Confluence page. И сега тој документ си има некоја векторска репрезентација која што сте ставили во векторскиот индекс, во вектор сторот. Сега кога ќе осмените документот, ID-то останува најверојатно исто. Треба тоа како data engineers да се погрижиме да користиме некој конзистентно ID. Ако URL-та се менува, треба нешто друго да најдеме. Како и да е, за документот, за исто во URL, ако се сменила содржината, некој хеш чек ќе ни го даде тоа, не мора да се обраќаме ние до вектор индексот, уште во овде ќе најдеме со некоја хеш проверка дека новата верзија е различна од старата, ќе ставиме некој modified flag таму. Сега од тој сменетиот документ, ако бараме кога ќе го ембедираме, ќе добиеме малку различен векторска репрезентација. И после да го најдеме негова стара верзија во векторска база е незгоден процес и затоа најверојатно завршувате во ситуација да го релоуднете за секој случај. Поевтино е многу ако случајно успеете да го најдете таму. Така што можеби треба да имате reverse индекс. Како што овде ги имам некаде во табела некоја документиве, или само мапирање, не мора целиве документи. Например, мапирање од некој си документ кој што е можеби на storage, некој файл на storage, и мапирање до векторскиот индекс, и после тоа тие кои ќе ги најдете, кои се променети, директно да се обратите до конкретни редици во векторска база и нив да ги избришете и после да ги релоуднете. Ама тоа зависи од имплементација во имплементација. Сега последниве неколку месеци не знам кои се најновите capabilities тука, ама тоа би бил процесот за да се намалат овие цени и само тоа што е сменето да се реиндексира. Тоест да се индексира, да нема процес на реиндексирање целосно. Тоа нема silver bullet. Нема. Па ако очекувам, мислев да не случајно од ваше искуство од тимот дека можеби некој сте утврдили некој патерн баш. Супер, уште нешто само една мала забелешка, се со тоа не можам да се сложам баш. Спомна дека data engineering делот од RAG pipeline-от е најбитен. Мислам дека во последно време и од моје лично искуство и од како следам како се одвиваат работите на prompt engineering страната има голем пробив и многу работи може да се изведат со она advanced prompt engineering, не онако само промптање, него збориме како prompt engineering како инженерска техника, затоа што тука имаме prompt chaining, различни chain of thoughts и не знам да не ги набројувам сега.
може да се излечат работи кои што еве за кои што спомнате дека окей, од релациона база ќе мора да ги извадам, меѓутоа можам ја друг документ со одредени техники сепак да ги извадам. Така да, со тоа што ефортот ќе се префрли, дека ќе има помал ефорт, нема да има помал ефорт дефинитивно, значи меѓутоа имаме тука би рекол две можности, значи не само една, него две можности. Така да, ама јас мислам дека се тие комплементарни можности. Нешто е по соодветно таму, нешто е на другава страна. Исто тука не зборувавме можеби многу за кост аспектот. Сите овие работи што ги правиме наваму се многу поевтини отколку овие од другава страна. Од аспект на време за процесирање, а од аспект на ефорт, на крај пак можеби од скилсетот зависи каде е по соодветно таму или ваму. Исто зависи од разноликоста на изворите. Ако е поедноставен изворот, тогаш нема шо многу, не ви требаат можеби сите овие зони, можеби на едно место, или ако ви е тоа во ваша инфраструктура, можеби директно до сорсот ќе може да знаете точно што правите и кога земате податоци од таму. Така што благодарам на дискусијата. Фала ти многу за дискусија. Ајде. Тест. Спомнавте дека за вториот случај сте требале на македонски јазик да враќа чатботов, па ме интересира дали некој од open source моделива користевте за македонски јазик или некој што Не, користевме ChatGPT 4.0, мислам дека последно тој го користим, еле нека ме поправи ако грешам, ама и таму промптовите беа на македонски. Да. Во ред, бидејќи јас ги имам тестирано open source моделиви и некако ниту еден не е баш добар, прават и граматички грешки се уште за жал и Да, и со нив сега не треба да ги фрлиме и мислам дека ќе станат уште поважни со јас ова пред 5 години немаше да го кажам во никој случај дека ни е важна on-prem инфраструктура и слично. Со сите чуда што се издешава по светот, и тоа е важен аспект и дури со нивните ограничувања, конкретно овој кейс беше баш за да не се праќаат сите овие работи надвор од инфраструктурата, за тоа беше нешто што може локално да се хостира. И тоа па само по себе си донесе други предизвици. GPU-то треба да работи 24/7, што е многу скапо. И на крај, ајде гледаме, ако го имате во инфраструктура on-prem, тогаш, окей, малце на струја ќе се збие, ама иницијалната инвестиција е направена. Ама ако е на клауд, не е исто дали е 24/7 или е 8 до 10 сати. Во случајов имаше джоб кој што го ја пали машинава со GPU-то и работи од 8 до 7-8 навечер и после пак се гаси. Што па од друга страна доведе до други некои смешни предизвици. Има толку многу GPU-а во дата центарот. И мислам тоа кој е на клауд не го размислуваме, ама тоа е така физичка инфраструктура некаде, само што не ја гледаме. И можеше да се случи да не може да ја подигне машината, затоа што нема слободно GPU ресурси во таа зона баш. Така што има различни трейд-офс во цело ова. Исто уште едно прашање имам, дали исто така искористивте некакви guardrails во однос на safety security? Исто и ова е важен аспект и мило ми што го спомна и ме потсети на уште еден аспект што не го издискутирав. Guardrails, да, за да дадам само контекст за сите, тоа е сепак да внимаваме какви одговори му се враќаат на корисникот, да не се враќаат глупости, сензитивни, навредливи, што знам што се и уште не. И во овој пример тоа беше по-базично, во смисла имаше уште едно дополнително постпроцесирање, да се, и во промптот беше ставено окей, да не биде ваков или онаков одговорот,
И тоа е можеби само уште една компонента која што би дошла некаде, не знам, после ова, кај што се прават тие проверки со евентуално дополнителен промпт или со пак може да обично со промпт, бидејќи такви се некои guidelines, ако сакаме да ги провериме. Уште еден аспект што не го спомнав, а тоа е поврзано со таа класификација на интентот. Тоа потсеќа на некои по-класични чатбот системи што беа пред неколку години актуелни, пред 5 години можеби. Intent detection. И тоа е важен аспект. Во нашиот случај го правевме за да детектираме дали сака податоци од Confluence, од Jira, од вамо од тамо. Но ова беше дел од една поголема инфраструктура кај што треба и други ботови да се обслужуваат. И оваа интеграција со Teams и слично можеби да стане по-генеричка не само за овие извори. Така што тој intent detection и classification станува сам по себе модул кој што претходи на прашањето. Можеби имаме повеќе чатботи во истата инфраструктура, специализирани за различни работи, де факто агенти. И тој intent detection може пак да се направи од базично препознавање на некои keywords до нешто поинтелигентно и соодветно врз основа на ваквото нешто да се пренасочува одговорот до сосема можеби различни архитектури, како што овде детектиравме дали има ID или нема ID, па дали вамо да се обраќа или таму. Така што и тие аспекти се сосема релевантни. Благодарам.